Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На почеток, најавата за содржините во ова издание. Истражување. Кои се лукративните мотиви на Груевски за организирањето насилни протести пред општината Центар? Споредувајќи еден по еден урбанистички план, заклучивме кои згради немало да можат да бидат изградени. Како Ексико станала газда на куќите на Водно, во кои според сведочењата живее Сашо Мијалков? Побаравме увид во историјатот во катастарот. Иванов е независен од ВМРО ДПМНЕ, Груевски беше прв против помилувањето, а најмногу полза ќе имаше Заев, бидејќи самиот барал од Иванов да го помилува за да може да учествува на избори. Брифинг од американските лобисти на ВМРО наменет за администрацијата во Вашингтон. Одблиску со младите фудбалски херои кои Македонија ја однесоа на Европско првенство. Приказна со Кире Марковски од Скопје, со Давид Бабунски од Белград, Омилена музика е лично моја класика. Моцарт, Бетовен, Вивалди, све. и со Енис Барди од Будимпешта. Секогаш се губят мене и секогаш ќе се губи. Што секогаш од пеналти. Се разбира, Сречко Поповски подготви нова саботажа, но таа е малку подоцна. Судскиот процес за насилните протести пред општината Центар во 2013 година, закажан за денеска, беше одложен со објаснување дека адвокатот Никола Додевски имал претходно планирани обврски. Но останува обвинението на специјалното обвинителство против Груевски и уште 13 инспиратори и учесници во тие настани. Останува и квалификацијата од СЈО дека вистинските мотиви за протестите биле лукративни, но досега во јавноста не се појавија информации. Какви конкретно биле интересите на владеачката партија за да го спречи одржувањето на критичната седница на Советот на општината Центар? Александар Димитриевски се обиде да дојде до одговорот. Април 2013 година. Турнати Тараби и Револт не беа доволни за да се спречи намерата на власта да ги исече дрвата околу хотелот Бристол во центарот на Скопје. Месец и половина подоцна, Турнати огради и Револт беа доволни за да се спречи опозицијата да ги запре плановите за нови згради на местото нападнатите дрва. Денес, околу Бристол нема дрва. Има нови државни згради, во барок и речиси на дофат до терасите. Каква врска имаат протестите против изградбата на зградите кај Бристол кои што се одржаа на овој простор и протестите пред општина Центар? Доскоро, одговорот ќе беше никаква. Но една неодамнешна изјава од специјалното јавно обвинителство фрли сосема друга светлина на овие настани. И неупатено око оддалеку ги гледа бројните урбанистички неправди врз жителите на Скопје. Една од нив е и приказната на центарци кои живеат околу хотелот Бристол. Спротивно на нивната волја, државата во парковите им насади административни згради. Како живеат сега? Вратите ни ги отворија оние, чии прозорци се кон сончевата, јужна страна. Оваа тераса некогаш служела за уживање, за пиење кафе на домаќините. Денеска, во најдобар случај, служи само за простирање на мокри тајалишта. Само малку ако се наведнете низ терасата, тука се централното грејење и ладење на самата зграда, додека веднаш од левата страна е и агрегатот кој што се вклучува во случај да снема струја. Влеговме во стан и дваката погоре, да видиме каков му е погледот на сопственикот од неговото работно биро. Порано кога ќе се заморел и ќе погледнал низ прозорот за одмор, го гледал часовникот на старата железничка станица и делови од планината Водно. На шега вели дека сега има многу нови пријатели. Сепак, работата не е за смеење. Веќе е 12 часот на пладне, а во овој стан се уште нема сонце.
Сонцето се уште ги грее само оние кои живеат повисоко од 7-миот кат. Тоа им ја храни надежта дека и становите се уште им држат цена. Урбанистичките планови за згради на местото на парковите кај Бристол беа донесени уште во 2012 година. На локалните избори во април 2013 година ВМРО ДПМН ја загуби власта во општина Центар, но не и намерата да гради. Преку владата и градот Скопје побрза да го исчисти теренот во полноќни акции, со полиција и специјалци за да го неутрализира отпорот. Месец и половина подоцна во јуни 2013 година, новата локална власт се обиде да запре 4 урбанистички плана за да спречи на местото на дрвата да никнат згради. Пак се случија протести, но сега од поддржувачи на ВМРО ДПМН. Партијата и демонстрантите тврдеа дека ако се запрат плановите, ќе мора да се урне и црквата во градба во Центар. Притисокот успеа, а полицијата не беше толку ревносна во неутрализирањето на отпорот. МВР 3 години не осомничи никого за насилството пред општината и покрај снимките од бројните камери. Пред 2 месеца, специјалното обвинителство подигна обвинение за насилство против 14 лица, вклучувајќи го и екс-премиерот Никола Груевски. Го товарат дека го поттикнал членството на насилство, а одбраната на црквата била само алиби. Мотивите на првообвинетиот за ваквото барање се чисто лукративни, заради обстојување на бизнис интересите на партискиот врв и нивните блиски бизнис партнери. Од доказите произлезе дека за таа цел дел од обвинетите преку партиските органи организирале да се протестира заради наводно рушење на црквата Свети Константин и Елена. Ниту тогаш, ниту сега, специјалното обвинителство не дава детали за лукративните интереси на Груевски, неговата партија и бизнис партнерите. Па, се обидовме сами. Почнавме со споредбата кои згради немаше да се изградат ако со насилните протести не беше спречена критичната седница на општината Центар, иако на седницата беа запрени последните урбанистички планови за насила да стапат претходните. Првото важно прашање е дали беше загрозена црквата. Категорично ќе ви кажам не, бидејќи доколку се укинеше планот од декември 2012 година, црквата постои во планот од јуни 2012 година, но исто така постои и во планот од февруари 2012 година. Споредувајќи еден по еден урбанистички план, заклучивме кои згради немало да можат да бидат изградени. Тоа се токму 3 државни објекти околу хотелот Бристол, седиштето на Агенцијата за медиуми, зградата на Елем, палатата Лазар Поп Трајков. Но не би можеле да се градат и приватни објекти, меѓу нив најавената катна гаража веднаш до зградите кај Бристол, управната зграда на фудбалскиот клуб Вардар во собственост на рускиот бизнисмен Сергеј Самсоненко. Со запирањето на урбанистичките планови ќе бил засегнат и хотелот Солун близу плоштадот Македонија, собственост на семејството на Владимир Здравев, екс-председателот на Советот на Центар од редовите на ВМРО ДПМН. Тие немало да можат да купат парцела од државата за дворно место за хотелот од 146 метри квадратни за само 10.000 денари. Веќе во декември 2012 година исто постои таа како таква локација тука, значи се формира цела парцела. Парцела која патем е предмет на спор за денационализација. Но можеби неинтересно, биле засегнати директно седиштето и дворот на владеачката ВМРО ДПМН. Преку претходниот градоначалник и мнозинството во Советот, повеќе пати ја зголемувале маркичката за нова градба на местото на познатата жолта куќа, висината на објектот, но и намената. Ако општината го запреше последниот урбанистички план, објектот ќе останел со оваа основа и висина. Но тогаш, ВМРО ДПМН ќе можела да гради само стамбена зграда. За да потоа се предомислат собствениците на земјиштето, подобро ни е да имаме група на класа на намени Б, пак ако одлучиме да биде голема трговска единица, ќе биде така, ако одлучиме да биде хотелски комплекс, ќе биде така, ако одлучиме да биде деловна дејност, ќе биде така, и всушност изградена е зградата со деловна дејност, кај што
функционира ВМРО ДПМН и другиот дел е хотел на Ислам Бетон. Но овде не завршуваат можните лукративни мотиви за насилните протести пред општината Центар. Новинарката Мери Ордановска со колегите од БИРН направи апликација за мобилен телефон која ја прикажува цената на секој објект од Скопје 2014-та. Еве, Палата Лазар Повтрајков, 14.453.405. Алатката е само дел од деталната база на податоци. Сумата до која што дојдовме, 670 милиони евра, веќе никој не ја демантира, што е само доволна потврда дека нема никаква грешка во пресметките, затоа што реално се е засновано на документи на склучени договори за јавни набавки. Кои се компаниите кои што добиле највисоки договори за изградба на овие објекти? Најголемите договори за овие објекти овде ги има добиено компаниите Бетон АД и Страбак. Бетон е воедно и на местото број 1 според нашата база на податоци. Има добиени од тендери во вредност од над 215 милиони евра, што е над 35% од целото Скопје 2014. А токму Бетон е изведувач и на новото седиште на ВМРО ДПМН. И не е само обичен изведувач, туку партнер на владеачката партија во проектот. Договорот е ВМРО да не плати ниту денар за новата градба. Владеачката партија учествува само со парцелата, чија маркичка патем повеќе пати е зголемувана додека има мнозинство во општината Центар. Интересот на Бетон во сделката е можноста да гради хотел во дел од објектот. Но, на терен, состојбата е во најмала рака чудна. Инвеститорот прво го изградил делот за партнерот ВМРО ДПМН. Делот за себе, кој би можел да му ја оправда сделката и да му ги врати вложените пари, е само во фаза на карабина. За оваа дилема, зошто е изграден само делот од објектот за ВМРО ДПМН, а не и хотелот, прашавме и во градежната компанија Бетон. Одговори не добивме, како што не добивме ниту од ВМРО ДПМН на прашањата, зошто токму Бетон бил избран за партнер на јавниот повик и зошто поддржале протести кога знаеле дека црквата во Центар воопшто не е засегната од деталните урбанистички планови што беа на дневен ред. Продолжуваме. Случајот со двете идентични куки на водно, од кои во едната според серија сведочења и изјави живее Сашо Мјалков, како да остана подзаборавена. Според имотните листови и понатаму единствен официјален станар во овие објекти е полскиот државјанин Пјотар Ленцевски, еден од директорите на хотелот Мериот во Скопје. Други договори за закуп во зградите кои имаат намена за привремено сместување не се регистрирани ниту како мотели, хостели или слично, не се евидентирани во документите. 360 степени пред околу 4 недели побара увид во историјатот на овие парцели и згради во катастарот. За епилогот Петар Клинчарски. Кои лица или фирми се јавуваат како екс-газди на парцелите на улицата Славејко Арсов број 138 и 140, кои во моментот се во собственост на Бизнис Проперти Инвестмент на Серјожа Марков, формирана пред 5 месеци, и мистериозната Ексико. 360 степени, веќе 25 дена ги очекува одговорите од катастарот за недвижности, откако уредно доставивме барање за увид во историјата на овие парцели кои се наоѓаат на водно. Барањата се платени и примени од службениците во катастарот на 26 октомври. Рокот што самиот катастар го има наведено на својата интернет страница за одговор на вакви барања е 3 дена и тој одамна е истечен. Во меѓувреме, на неколку наши интервенции и прашања за тоа докаде е одговорот на нашето барање, од катастарот ни одговараа дека нашиот предмет ќе биде препратен во надлежно одделение за да се забрза постапката. За во петокот, на 18 ноември, дури ни закажаа и средба на која би можеле да направиме увид во бараните документи. Но кога дојдовме во закажаното време, не пречекаа со одговор дека барањето се уште е во фаза на решавање. На нашето прашање зошто воопшто бевме повикани во катастарот и како е можно се уште да немаме одговори, ни беше речено дека можеме да поднесеме приговор и тоа устен. Не испратија со ново ветување, податоците ќе ги имаме најдоцна до понеделник или вторник.
Но еве, изминува уште еден работен ден, а податоците од катастарот за недвижности се уште ги немаме добиено. Во имотните листови пак нема никакви позначајни промени. Полјакот директор на Мериот останува единствен станар на Водно. На парцелата собственост на Ексико на 1 ноември како нови податоци се внесени одобрението за градење, решението за измени во тек на градбата и завршниот извештај од инженер за надзор, кој е од фирма која работела на повеќе проекти со државни институции во последните неколку години. Познато е дека објектите на Водно го предизвикаа вниманието на јавноста откако беше приведен истражител на СЈО, фотографирајќи го објектот, каде барем според сведоштва и изјави живее поранешниот директор на УБК Сашо Мјалков. Прашавме во редовното обвинителство докаде е постапката со истражителот на СЈО. Еве што ни одговорија од обвинителството. Во основното јавно обвинителство Скопје се превземаат действија во насока на расветлување на настанот. Побарани се повеќе вештачења и се сослушуваат сведоци. Со оглед на потребите на постапката која се води, во моментов не сме во можност да споделиме повеќе детали. Прашавме и во специјалното јавно обвинителство за кои и какви потреби нивен истражител фотографираше објект на Водно. Еве го одговорот на обвинителката Ленче Ристовска, која го даде на пресконференцијата во петокот. Конкретниот случај не станува збор за истрага, се работи за предистражна постапка, а со оглед на тајноста на предистражните постапки, законот не спречува да објавиме што е предмет на предистражната постапка и што е предмет на наш интерес, така што во овој момент не можеме да ви дадеме податоци. Одговор долго време чекаме и од ВМРО ДПМНЕ, каде Сашо Мјалков е дел од потесното раководство, односно во извршниот комитет на партијата. Зошто во имотните листови не е пријавен договор за закуп, кога е склучен тој договор и на колку време. Изминатата недела повтор пат ги испративме прашањата до владеачката партија, но до ден денеска немаме добиено никаков одговор. Ке продолжиме да ги бараме одговорите од сите засегнати страни. Сега ќе направиме уште една пауза, а по неа, освен сторијата за американските лобисти на владеачката партија, ќе гледате. Одблиску со младите фудбалски херои кои Македонија ја однесоа на Европско првенство. Приказна со Кире Марковски од Скопје, со Давид Бабунски од Белград, Омилена музика е лично моја класика. Моцарт, Бетовен, Вивалди се. и со Енис Барди од Будимпешта. Секогаш се губиат мене и секогаш ќе се губи. Што секогаш од пенали. Се враќаме со емисијата 360 степени и со најавените содржини. Ангажманот на повеќе лоби компании во САД од ВМРО ДПМН е познат факт. Но она што досега не е отворено како прашање е како главниот лобист на владеачката партија во САД, Томас Дашел, се носи со контрадикцијата во она за што се залага. Од една страна како втор човек, веднаш по Медлин Олбрайт во NDI, Националниот демократски институт, и од друга страна како застапник на ставовите на ВМРО ДПМН. А и како да се заштити домашната јавност од платените текстови што се објавуваат во американски медиуми и се реобјавуваат овде како релевантни ставови на американски експерти. Последниот пример се случи пред само неколку дена. Владимир Мирчевски. Еден од највлијателните американски весници, The Hill, објави критична колумна за работата на специјалното јавно обвинителство со наслов "Треба и да го практикуваш тоа што го проповедаш". Политичките испади на СЈО и Катица Јанева се потешко се прикриваат и покриваат. Авторот Адам Мерели пишува дека Јанева ја злоупотребува својата моќ и го оцрнува судскиот систем во Република Македонија. Треба и да го практикуваш тоа што го проповедаш. Она што недостига за да се комплетира информацијата пласирана во овие извештаи е дека авторот Адам Мерели во моментот е дел од моќна лоби група со седиште во Вашингтон, чија работа меѓу другото е да одработува за своите клиенти токму преку објавување вакви текстови во влијателни американски медиуми. Но овој случај не е изолиран.
Во последната година македонската јавност е бомбардирана со слични написи публикувани во САД, а пренесени во нашите медиуми кои имаат една генерална линија – да се афирмира владеачката партија, да се критикуваат опозицијата и институциите што не се под ќеф на ВМРО ДПМНЕ. Видете, лобирањето е легитимно право на секоја политичка партија или на поединец, меѓутоа ваквото пренесување на информациите кај нас, кои што тоа се информации, меѓутоа не е информации од таков карактер како што сакаат да се прикажат во медиумите, представува сериозен проблем на почитување на професионалните новинарски стандарди и тој тренд на непочитување на професионалните новинарски стандарди не е присутен последниве само месеци, туку последниве децении, можеби од година во година се влошува. И затоа и состојбата со медиумите е таква каква што е во Република Македонија и оценета од меѓународните институции како влошена. Вашингтон, освен што е главен град на Соединетите Американски држави, неофицијално се нарекува и светска престолнина на лоби групите. Заради транспарентност на која американските лобисти законски се обврзани пред федералната влада, јавно достапни се документи од кои се гледа дека ВМРО ДПМНЕ месечно плаќа $10,000 за сопствена и за промоција на Груевски во тамошните политички и медиумски кругови. Но достапна е и целокупната активност на лобистите за секој клиент поединечно. Конкретно текстот со наслов "Нападот врз слободните медиуми е напад врз сите нас", потпишан од Майкл Михан, кој дел од македонските медиуми го пренесоа како автентична колумна на признат американски експерт за медиуми, всушност е текст платен од ВМРО ДПМНЕ. Ова е документот што го докажува тоа. Лоби компанијата New Partners Initiative, ангажирана од ВМРО ДПМНЕ, пред надлежната американска агенција ФАРА го навела текстот меѓу задачите завршени по барање на клиентот од Македонија. Мора да се прави јасна разлика меѓу она што се PR текстови, адвертайзинг и нешто што е автентичен новинарски производ. Значи мора да се направи јасна разлика. Од друга страна, ако се преземе таков тип на материјал, експлицитно и јасно треба да се наведе изворот за јавноста да биде свесна за што станува збор. Во спротивно, многу лесно јавноста може да биде доведена во заблуда, да се креираат погрешни перцепции, па дури и да се гледа на реалноста таква каква што таа не е. Како јавноста во Македонија да се заштити од ова скриено политичко рекламирање кое се продава како став на американски експерти и аналитичари во нашите медиуми. Ингеренциите на агенцијата во овој дел се многу мали или минимални, или да не кажеме дека и нема ингеренции. Ова е предмет на саморегулација и е предмет на почитување, како што реков, на професионалните стандарди од страна на самите новинари. Не можеме ние како институции, нема никаде во светот такви институции кои што можат да им кажат на новинарите како треба да известуваат. Професионалното новинарство е секаде исто и во Италија, и Германија, Соединетите Американски држави, така треба да биде и во Република Македонија. Како институција да ги значи, санкционирате можеби тоа е предмет на саморегулација, почитувањето на професионалните новинарски стандарди секаде во светот е така, тоа кажав дека останува на совеста на новинарите, односно на медиумите кога ќе информираат за вакви настани, да кажат дека станува збор за текстови кои што се резултат на лобирање. Кодексот на новинари во Македонија, во кој е наведено што треба, а што не треба да се прави, е документ од 17 члена, парејќи си да може и напамет да се научи. Не смее да се дозволи рекламирањето и другите комерцијални мотиви да влијаат врз слободата на информирањето, вели кодексот. Но практиката покажува дека PR текстови на лобисти во Македонија се пласираат како регуларни новинарски извештаи. Има уште еден важен аспект во сето ова. ВМРО ДПМНЕ добива буџетски пари за освоените гласови на избори, што значи дека своето лобирање во Соединетите Американски држави, а преку тоа искреното политичко рекламирање дома, го плаќа со пари на македонските даночни обврзници. Екс-амбасадорот на Македонија во Вашингтон, Никола Димитров, за 360 степени ја анализира и пошироката слика од ваквиот PR пристап на ВМРО ДПМНЕ. Овој сериозен финансиски зафат веројатно има двојна цел. Ако шпекулирам, ако ме бутнете да се одлучам, веројатно ќе кажам дека пред се целта е да се влијае врз политиката во Вашингтон, во однос на степенот на ангажман на американската дипломатија во решавањето на кризата на одговорност во Македонија. Секако дека е врзано со почетокот на кризата,
датумите на сите договори што ги склучиле со лобисти во Вашингтон укажуваат на тоа. Има и се рефлектира и дома, текстови се објавуваат во американски вестници кои што се пренесуваат овде и се презентираат како да се вести, како да се објективни вести, и тоа на некој начин дава сигнал дека сепак ете во светот има некаква поддршка за политиката на или антиполитиката на Груевски. Клучна лоби агенција со која владеачката партија има склучено најтежок договор од $50,000 месечно е Дашел групата со која раководи влијателниот екс-сенатор од редовите на демократите Томас Дашел. Дека подготвеноста да се сработи за клиентот е над се, зборува и брифингот на Дашел групата работен за Белата куќа, Стейт департментот и за Конгресот и Сенатот, непосредно по одлуката на Ѓорѓи Иванов за групно помилување. Брифингот содржи погрешни факти, но и тенденциозни интерпретации на точни факти со цел Иванов да се прикаже како независен од ВМРО ДПМН. Груевски како политичар што не го сакал помилувањето, а Заев како некој што би имал најголема полза од тоа, бидејќи како што се вели во документот, самиот му побарал на Иванов да го помилува за да може да учествува на следните избори. Во брифингот подготвен од лобистите на ВМРО ДПМН, меѓу другото се наведува и дека претседателот на Државната изборна комисија Александар Чичаковски е член на СДСМ. Димитров не е изненаден од отсуството на објективност кај лобистите. Вели професијата лобист тешко може да се поврзе со етика. Она што во однос на американските посебно ми пречи е Дашел групата, бидејќи не се работи само за лобист, се работи за бивши сенатор, лидер на мнозинството во времето на демократите, мнозинството во Сенатот, и актуелен заменик председавач со Националниот демократски институт, со NDI. Таму има председавач и 3 заменици, еден од нив е Том Дашел. Таа организација се бави со промоција на, меѓу другото, во мисијата, дефинирана е со промоција на одговорност во владењето. И тоа е многу тешко спојиво и целосно контрадикторно со нашава криза на неодговорност. 360 степени ја праша централата на NDI во Вашингтон, чиј прв човек е Медлин Олбрайт за став, како вториот човек во нивната структура Томас Дашел функционира како лобист, застапувајќи ставови на клиент кои се во спротивност со принципите за кои се залага Националниот демократски институт. Одговор не добивме. За очигледната контрадикција, одговор не добивме ниту од Дашел групата. Вечерва ви донесуваме и приказ на одблиску со фудбалските херои од селекцијата до 21 година, кои успеа првпат во историјата да ја однесат Македонија на едно европско фудбалско првенство. Ќе видите репортажата снимена во Скопје со Кире Марковски, во Белград каде од Барселона се пресели Давид Бабунски и во Будимпешта каде настапува Енис Барди. Историјата е на Никола Здравковиќ. На 13 години дојдов тука во Скопје, во Македонија Ѓорче Петров. Мислам тука живеев сам. Ете, можам да кажам дека и желбата за да успеам во фудбалот ме издигаше да дојдам тука ете на таа мала возраст да пробам да го постигнам тоа што го сакам. Најголемата поддршка во мојот живот лично и за мене мојата мајка. Она беше најголем иницијатор на тие 13 години да пробам да се го остварам сонот и буквално она ме турна да идам напред. Поминав 3 години во Македонија Ѓорче Петров, па на 16 години се префрли во фудбалскиот клуб Работнички, каде што сум и ден денес. Па моја желба е да излезам надвор Македонија, да заиграм во германската Бундеслига,
се надам дека еден ден ќе ми се оствари. Сега, доколку би одбирал некој клуб, ете, во германската Бундеслига би одбирал Херта Берлин. Бев таму на утакмица од Херта Берлин и ми остави тако многу добар впечаток што буквално мојата желба се насочи кон нив. Чувството не може да се опише. Прв пат е така на таков меч да има и толку и публика, што буквално бев воодушевен и во еден, мислам, во после утакмицата се почувствував дека ова е тоа стварно што до тога живеев, што во тој момент го почувствував, дека ова е стварно тоа што го сонував. Би го послучил тука и селекторот Благо Милевски, мислам дека он е еден од заслужените за овој успех. Буквално проба сите да не вклопи во една фамилија, во едно семејство, кој буквално секој играч ја знае и си ја врши својата работа и секој играч се бори еден за друг. Try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, can someone call a referee? Cause I just need one more shot, have forgiveness. Ајде, добро вечер. Добро вечер. Еј. Како си? Добре. Добро. Како да Ти? Добро. Тренираме, што да правиме? Да, стварно. Ничего што се справиме утре такмици имаме. Стан. Играш? Ќе видиме, би требало. Кога влегов во кантерата, нели, во намасијата, имав Серџи Нуменек, сеќавам беше година дена, и после 3 години Фран Санчев, и после него ми беше тренер Серџи Баржуан, најуспешната моја година во Барселона беше со него. Мислам дека беше доволно 10 години искуство и дека беше време, бидејќи беше многу тешко да се скокне во прв тим, така да сакав да започнам мојата кариера во некој професионален тим, прв тим, не, во некоја прва лига исто. И затоа потпишав тука за Звезда. Одличен имам однос со сите мои саиграчи. Имаме доста странци исто во екипата, има неколку и што зборат шпански. Така да највеќе се дружам со тие што збориме шпански, но 4-5 сме играчи тука, ама со сите имам одличен однос и во терен и надвор од терен. Пред свега за мене е одличен момак, јако културен дечко. Што се тиче играчкog квалитета, немам никакve сумње, види се да е прошao Барселонину школу, јако добар техничар, јако креативен играч и мисли да ќе нам бити од велика помоќ. Една од причините кои ме привлече тука на Балкан беше тоа дека осеќам дека тука има огромен потенцијал, духовен потенцијал, интелектуален потенцијал. Ljubav okreće točkove, motor svetlica sveti oni, brzina skida okove, nisam blesav za to. Од тука, од првиот ден осетив дека таа топлина, таа другарство го пружат балканскиот менталитет и тоа ми се свигаше многу. Тоа е прекрасен град, од првиот ден кога дојдов се заљубив во него, Београд успеа да уопште не ни мислам на Барселона.
questi hombres un fenomeno. Mnogo sme zajedno spojeni. Ima ogromna ljubav među nas, isto така komunikacija i zajedno работиме на сите проекти кои ги имаме. Се согласувам со брат ми, мислам имаме голем сон, не само за фудбал, него за други работи у нашиот живот и мислам тоа не спојува уште повеќе да напреднеме како луѓе и како играчи. Од секогаш сум имал огромна љубов кон мудроста. Од секогаш ми се свигала филозофијата, како мал не беа, нели, играчките кои го привлекува моето внимание, него како најголемите прашања на животот. Поминував сати, пловејќи јас низ безмерноста на мислата, поставувајќи прашања, ке големите прашања све, кои сме, што сме, како функционира светот. Мојот сон е некако да ги вклопам и фудбалот, и духовноста, и филозофијата, за да би поружил нешто на луѓето, како така исто може да ги искористиме сите овие вредности кои ги има фудбалот и да ги прошириме на сите, нели, останати области на општеството и на нашиот живот. Te voy a aprender, tío, me encanta. Omiljena muzika je lično moja klasika. Mozart, Beethoven, Vivaldi, sve. Ja kao 16-17 години отидов у Шведска и значи таму ми беа првите мои чекори као значи професионален фудбал. Таму почнав да тренирам затоа што немав ни право да играм. И после значи тоа 17 години, 17 и пол отидов у Бромби, каде што бев за U21, U19, таму тренирав, таму играв. И после тоа значи ми дојде оваа шанса да се уклучам у Ујпешт. Многу е добро овде, ми се свиѓа многу животот. Има значи и клубот исто ми е многу добар. Многу добро ме прифатат и другарите и сите таму у став што се у клубот. Nem, te! Yeah, I start learning now numbers, you know, but I have problem little bit with numbers. What is your number? 8, 7, yes. I know this because Spori, when he always come, I say 8. Ние живееме у една зграда, кај сме сите играчи значи заедно. Тоа стварно ни олеснува, значи затоа што ниеден нема таму фамилија, цела фамилија да живее таму. И тоа значи се дружиме, па идеме на кафе, па да јадеме сите заедно понекогаш и значи тоа друштво значи ти полеснува да не мислиш многу за фамилија. Нормално фамилија има негово место, ali pak znači si u nekoja društvo što ti pomaga za sve. Momak koji ima čisto srce, koji nije pokvaren, koji ti iskreno kaže sve što misli, neki put ako bi te nešto šta više i povredilo, ne bi ti to rekao, nego bi ti rekao na lep način, tako da o njemu kao osobi mislim stvarno sve najlepše, zato što je to jedan momak sa čistim srcem i čistom dušom.
порано ја бев сам овде, значи мислам сам, немав некој од моја земја. После дојде и Виктор, значи он се преклучи таму у наше друштво и сега е уште полесно. Комшија можам да кажем да сме, затоа што сме многу близко. Види ратите, морите на голман. Нема, секогаш се губи од мене и секогаш ќе се губи. Што секогаш од пенали, со Нема црвен. дали на пенали и ракови, такмици се добиваат на пенали. Ја мислам да тоа беше клjuč на успех, значи сите што имаме толку респект еден за друг и сите што се помагаме еден за друг у било која ситуација, било која повреда, било која што да биде и терен, и ван терен, значи тоа е исти ствар. Ние нема да се предаваме одма као и да отидевме у европско и сега да се предаваме, ние идеме до крај. Било кој да ни дојде, ние, значи, иста игра, ние нема да менјаме ништо, верувам. Значи, у наша глава зборувам. Цел ни е таму да направиме нешто, не само да отидеме да играме туку и да направиме нешто за тоа што веруваме во нашите квалитети. Победничкиот менталитет што го покажавме, само може да очекува победа, така да таа е нашата цел на европско, идеме да даеме се од себе и да продолжи сонот и ќе видиме до кај ќе стигнеме. Сите таму се квалитетни противници. Мислам дека наше да го даеме својот максимум и без разлика кој противник ни падне да буквално да го даеме својот максимум, па да се надеваме дека ќе биде добро. Многу успех на младите репрезентативци на Европското во Полска. Наред во 360 степени е саботажата на Сречко Поповски. Нуждата е толку голема и обемна, просторот наменет за тоа е лимитиран. Таму каде што треба да има тоа што треба да го има, кога е потребно го нема, а притисокот е сериозен. Отиварењето оди тешко, па кога се оди, нема каде да се оди. Во Македонија повеќе од 90% на луѓето кои ги остваруваат своите работи надвор, немаат соодветни тоалети. Сепак просторот во медиумите на интернет и на социјалните мрежи е толку широк и отворен што тие се претворија во гигантски санитарен чвор во кој ама баш секој слободно и без никакви предрасуди ги исфрла секретите и ги празни цревата. Но и од тоа може да се има ќар. Значи, отпадот не е ѓубре, туку во концептот на нула отпад, тој се третира како ресурс, како материјал кој што се враќа повторно во системот и бива реупотребен или од луѓето. Депонирањето, но не на отпадот, туку на политичките ставови, една од најавтентичните спортски дисциплини кои постојано се враќаат во системот и биваат реупотребувани. Во нив толку многу се инвестира за во виртуелната арена, да се презентираат нови рециклажи, кои треба да привлечат доволно гледачи и да ја радуваат верната публика. Дали е добро што се изгради стадионот? Кој стадион? Кај што има и кога мислите да го наполните? 72 милиона евра ќе има стадион. Влада која што потроши волку пари во спортот, тоа значи за 9 години он требаше да извади олимписки победници. Наспроти скептицизмот, само неколку години подоцна по сопствено признание, организираната и масовна подршка, ама не само на физичкото, туку и на менталното воспитување, сепак донесла некакви очигледни резултати. Па, ваков политички Марадона ние чекаме уште од 1945 година, односно повеќе од 70 години и веројатно со тебе со еден куршум ќе утепаме многу зајаци. Таа медиумска и политичка обседнатост со темата и со ликот ја најавува долгата и исцрпувачка кампања, кога централната дебата, наместо за вистинската со која се соочува земјата, ќе поставува диагнози и ќе пишува рецепти, плашејќи ги граѓаните од болеста
која тие си ја вообразуваат. Јас не би се согласила со вашиот коментар дека нашите граѓани се хипохондрици. Одбивањето без потреба да се биде под терапија не значи дека се нема резервен план за тоа како да се стаса до се што ќе биде потребно да се преживее следниот период. Особено кога политичките пастири ќе почнат да го спаструваат стадото за презимување. Тој нуди се. Тој буквално става се во пакет. Става една голема машна. Имаме обезбедено околу 8 стобали на сено и детелина, што е доволно да се помине зимскиот период. И на крајот, и покрај тоа што се е обезбедено, најважно е доследно да се почитува принципот дека ништо не треба да му се остава на случајот. Значи, сепак важи она антибиотикот, да, тука при рака, но не секогаш во рака. Истото важи и за власта. Таа не смее да биде во нечии раце туку при рака, ама не на политичарите, туку на граѓаните. За вечерва толку, следното наше дебатно издание в петок од 22:30. Пријатно!